Здраво, сум Далија. А јас Тео. А ви го гледате подкастот на Јосип Броз Тито, поддржан од Арт лабораторија. Заедно со нас се поранешни ученици на нашата гимназија. Ана Квадрат или? Александар и Антонија. Добро, кидам еден по еден. Александар попознат како син на мајка. Да, а во ова школа како Хонда. Тоа син на И Антонија мајка е попознат на социјалните мрежи како еден човек. Добре ни дојдовте. Добро. Добро. Кажете ми како сте? Добро, саат време ова ќе имаме. Како сте? Супер. Супер маце возбудено. Како сте вие? Дека ни... Па с оглед на тоа што сме во канцеларијата, Тоа сакам да кажам, јас сум многу Феноменално. возбуден дека сум тука, пошто порано гледам. За фина работа. Од таа врата и евентуално дневник која требаше да се земе за нешто. или ќе немаме дневници. Како ве нема? Нема. Не, Бем, бо. Да, еве пред да навлеземе во официјалните прашања, прашам како е чувството повторно да се влезе во гимназијата во која што никогаш ќе поминувавте најубавите денови од животот. Ајде. Саш искаме ножички. Искаме ножички. Искаме ножички. Брат, ајде, мисля дека е добро. Искаме ножички. Ајде ти. Јас. Чувството е прекрасно. Стварно уште на влезот. И со тоа што имавме прилика да се паркираме доле во гаража. Тоа е просто. Рампата се отвори за нас овој пат. Да се нагласи дека пред да почнеме со снимање се спомне едно минимум 10 пати. Тоа е многу. Значи, Да. не можете да разберете која е тоа задоволство, привилегија. И фала многу за нашата професорка што не пушти да. Што ни отвори, Се и рече спаркираме. се паркирате доле во вкал. Плюс нема плекаме паркинг. Да. Инаку чувството е баш така прекрасно. Доста убави моменти во школа и откако завршивме, наредните 2-3 години уствари се освестив и ми беше многу криво за тие денови кога не сум дошол во школа. Дали тоа било заради негов тест или испрашување? Не, ја искрено Да страв. вратам времето, не, ќе одам и тие денови. Затоа Да, јас што не сакам да завршам. Јас се слагам со тоа да можам да се вратам, не би мрднал. Ама не може да се вратиме така што Јас пробав у трета да паднам, не репа мора да идеш дање, четврта. Јас многу си добар. многу си добар ученик. Мислам и така бе, мислам дека дури бев добар. Добар Добро е да си добар. Добро е да си добар. Добро е да си добар. Секако, нели? И мислам птен ми онака ме враќаат спомените назад, онака сега се прошетавме низ Ходников. Онака и на часови и на сите глупоштини што се случувале тука во школува така. Убаво, стварно. Да, ве вика кога сме кај мемори, дали имате некоја онака најсилно сеќавање кое што ви останало до ден денешен од средно? Дали е тоа позитивно, негативно? Па имам едно. Ми се... 100. Не, имам повеќе, ама сега вака која ми спомнам и текна на еден непријатен момент, ми се допаѓаше на девојче од друг клас и не ја знаев нешто многу добро и прашувам другар од мојот клас. Абе има дечко. Абе викам онака прашувам као. Само ме интересира. Ќе и кажам. Абе викам нема да си кажам. И првото среќавање у Ходник и кажа. И мене многу ми беше... брат, Антонио те сака. Да, нешто така беше и мене многу ми беше срам. Да. На тоа ми текна. Па нели да не бе формален, ја не сум формален. Не бе супер се Ма не, и добро бе, топ изгледаш си. супер. Да. Ајде колега, ти го давам микрофонот. Некој фамозно прашање. Ама и немаше ти момент, извини, не можеш ти... Да, ствари немаше ти момент точно. Па многу ги има. Тешко е. Многу ги има, на моменти онака кога пробам да размислувам за средно што како поминало, некако така многу брзо сите 4 години како у една година да помина, ама се сеќавам, не ги охрабрувам дечките да го прават ова. Меѓутоа ние Бегањето од часови. Првата година само што дојдовме тука, како се роди една љубов меѓу 15 души кои што се дружиме и ден денеска и комуницираме, тоа што се погледнавме, не се ни познававме, неколку се познававме, неколку не, бевме као да не идеме ние на овие 2 часа, и одека некако колективно, без многу вакво се договоривме, што за мене беше едно исполнување, како дека можеме да функционираме како колектив. Како еден. Како еден функциониравме, просто, мислам, не се ни познавам, и после кога се запознавме подобро, станавме навистина многу добри другари,
Тоа би го извел пред се како најдобар спомен, а тоа е другарството со тие некои луѓе што ден денеска комуницирам и што сме прошле многу работи. Шмрк. Да, Поздраво, не знам кој клас бе. Кој не бев пе седмица, четврта седе. Која? Четврта 10. Четврта 10. Дали средното училиште ве оформи во тие што сте денеска и дали ви помогна во професијата? Да, знам, да, ми помогна, навистина, затоа што јас и некое кратко време пред приемниот на факултетот, каде што завршив исто и што е Александар има завршено, да, не бев сигурен каде сакам да го продолжам моето образование. И многу убави моменти имавме во драмската секција со професорката Емче. И Поздрав тоа до можеби, професорката. да, голем поздрав до Позади гледа таму и се смешка. И тоа ми прочепка негде таму позади во главата за љубовта према тоа, према глумата и така натаму. И мислам дека има Така да имало. удостово, да. Дефинитивно, мислам, јас од секојаш сум сакал да се бавам со глума. И во градинка сум идел во драмската секција и во основно тоа што било со ликовно поврзано со музичко. Тука исто бевме дел од драмската секција. А како човек, љубовта ми само од секојаш сум ја имал. Да, можеби само повеќе и повеќе со тие драмски секции ми се засилувала, љубовта се зацврстувала и станувала се поголема и поголема према уметноста, према драмската уметност. А тоа дека како човек имало големо влијание врз мене, да, затоа што тоа сме биле луди и сме имале безгрешно детство и сега можеме да бидеме од една страна возрастни кои што поминале низ тие млади луди години и мислам дека е добро да го направиш тоа за сега да нема потреба да се бараш повторно себе си, кој си, што сакаш, па да пробуваш да експериментираш у животот, као чекај, може уште ми треба да излезам у град до ова до или не знам што. Да, така да многу голем импакт имало средното врз мојот живот, а и предпоставам и врз сите. Па и кај други. Кај другите, да. Сега кај некој за жал лошо може би се одразува тоа, кај некој кој подобро се свртале работите, меѓутоа сметам дека е многу пресудно и многу битно. И мислам дека за многу скоро би почнал да зборуваме на таа тема вака како јавна личност. Баш ти Во некои други влогчиња и рилсчиња што би ги фастирал. Добре, ако имаме следна прилика, подкаст да направиме. Апсолутно, Дефинитивно мислам ќе дека бидеш гостин. можеби ги сум го размислувал тоа како момент, дека едно од средните школи у кои што би сакал да почнам да го зборувам, тоа не е како TED Talk, само со тинејџери, би го направил тука во Јосиф Брос. Затоа што Професор, сметам ќе ме запишете како идеја. многу добро, ќе го разговараме Следна после година, тоа. да. Што би кажале сега на помладата верзија од себе си, токму во средно? Ева пишем, значи како ја тргна темава, Па веројатно да купи биткоини нешто повеќе. Инвестирај ја нова не ги троши И пари. во недвижности, да. Да, што би му кажал? Па би му кажал за некоја работа искрено, на овој муавет сега што го направив, само би му кажал као биди по фер спрема сите, као не биди, знаеш, пошто ние кога сме млади сакаме онака Та не беше фер прво. Па не бе фер со сите, не бе, си признавам, не мислам, затоа рекол за некој е лошо и за некој е вакво, Така. за некој може да биде добро. Би му рекол као, окей, само немој да ги импресионираш погрешните луѓе. едно мини подпрашање. Само дај ми одговор, дали сметаш дека треба да си фер спрема сите? Да. Од оваа гледна точка сега, да. Пошто кога си млад не мислиш дека треба да бидеш фер спрема сите, и треба да бидеш дрзок и безобразен за работи и треба да се грижи само за своето битие. Сега од оваа гледна точка и на овие 34 години, стварно сметам дека треба да бидеш фер спрема сите, да простиш, колку и тоа да тебе те повреди, не треба да бидеш онаков гад во општеството и да не дозволиш тоа што тебе те се случило да те променат луѓе. Се не викам ти дека треба да се, нели,
на сите да бидеш као да се покоруваш, меѓутоа само да бидеш фер. Ако нешто не можеш да направиш или не сакаш со некого да искомуницираш, кажи го подобро, као окей, до тука сме, здраво, доволно е само едно здраво. Да бидеш И чао. фин, фер, фин, Така само е. тој поглед. Апсолутно. Така? Не мора чекам. Да. Не може сите да се пфффки. Ај се поздравуваате се. Ау. На крај дабл. На крај се муза. Двајца луѓе, еден човек, Да, тројца. Јас мислам Четворица. да, на кога би можел да му кажам некој совет 2-3 на тој Антонио во средно, би му порачал само може би малку повеќе да ужива, мада уживав и учев, не нешто претерано. Учев, Добар ученик, многу добар или одличен? одличен ученик. Сварно? Да, стварно. Не ми избор. Не ти збора. Значи имаме добар И искрено да не препишува математика, затоа што ме фати, и помалку заедно со целиот клас да нервираме класната Тања. Поздрав до класа. Да, поздрав и до класната наша, најсакана. Тука можеш да го спомнеш. Ја морам да поздравам мојата класна Силвана Гелевска. Гелевска беше или Гелева? Гелевска. Да. Поздрав до нашите класни. Поздрав и до нашиот клас. Реално да немаше нашата класна, ние немаше да бидеме таму кај што сме денес. Ќе станеме уште в трета средно. Па, ќе видиме. И ние би останале на други места или добро? Чекај, вие сте трета, не се знае дали ќе останете уште. Чекај, трета сте се? Трета сме, трета година. Ја. Ами, сме Шта трета. година, дена Аз и... виде се најакото, четврта е... од септември може да е пак у трета. Да. Не дај Боже. Не можам да ги трпам. твоја глава. Валјда не. Се надевам. Се надевам. За автентичноста прашањето, тоа е многу битно. Клучно мислам нека за Ти првата. ќе го поставиш кој? Не, ти. Па имаме повеќе со автентично. Не. Еве што значи автентичност денес и каде е границата помеѓу приватноста и јавност. Ова е повеќе со Дај министерство. свото ваше. Да развиеме и таква тематика, затоа што сепак би со тоа се бавите. Па да, јас не би се класифицирал искрено како инфлуенсер. Добро, ама Мрска, значи вие развивате више некој тип на инфлуенсерство. Контент креатор. Контент креатор во 2025 и тоа Што ние немаме влијание буквално врз никој. Ја да. дома не можам. Може само се смее и ништо. Има влијание. Мислам, немаме влијание со тоа што на многу луѓе им го разубавуваме денот, на некој не. И тоа е стварно стварно драго да се слуша. сепак е влијание, сепак е влијание. Сепак е влијание, да. Да. Затоа тоа што го кажав во едно од првите прашања е дека сакам веќе да почнам да имам некакво влијание, потребата како личност, да, и преку хумор, нели и преку забава, да пробам да допрам до младите, пошто искрено тоа ми е намерата. Многу луѓе кои ми кажував идејата беа као не, ќе те осудат пошто си јавна личност и такви работи за работите што сакаш отворено да ги зборуваш. Меѓутоа мислам дека тоа границата помеѓу приватноста и приватниот живот и тоа што го пласираме вакво е многу мало. Приватноста е нели нормално, дури по некојаш кога не знаете што дома јадеш или јадам, така што не сум постирал. Иначе буквално негде како ќе отидеш, некој ќе постира со тебе, ќе го споделиш тоа, ти ќе постираш, ќе споделиш што правиш во текот на денот, дали вежбаш, дали си некаде на рапета, на проба, на подкаст. Така, а да активности што се случуваат низ денот, тоа окей. Ама јас лично гледам мојот приватен живот да си го држам што по-приватен. Затоа и се вика приватно. Да. Исто. А искрено мислам дека не ги интересира следбениците. Многу ги интересира сите да знаат. Да им во пишеше Македонија на сме статус, така да- се скарав со девојка ми денеска да видиш што ќе биде драми, али тоа е сепак не сме ние да речеме нешто као во Европа или негде кај на страна па папараци па се они пратат причи, па овие се развеле, се скарале, се направиле со ова и сепак јас гледам тоа да го држам Кој се развели? по-приватно да вако па овие бе Станка и Грча. Сада не си нормален, ќе ти кажам после да не се вака пошто ќе гледаат деца ова, ќе ги Hashtag family friendly. Не, а баш мислам дека кога се роди Малиов дека нема никад. Јас Вие мислам двајца дека како се се пак да синк и со знакот одма го Вака прави. ние за... In sync. вака да прави? Да, и двајцата во исто време. Хештег си направи. Чао. Тоа е тоа. Нема. Добро. Ајде. Добра.
Ајде, Ќе го направите пак поздравот вие. Има време, Ајде, чекам, не не. стейтмент мора нешто се каже, па после. Да, Ајде, да се каже. Има нешто, панчлайн мора. Да има нешто, па ќе кажеме, ќе направиме. Фала режија. Вака. Дошли сме кај инфлуенсерство. Дали сметате вие, дека кои инфлуенсери, млади инфлуенсери, Добро. имате одговорност кон публиката, а особено кон младите? Значи да прикажувате, подразбирано да прикажувате нешто нормално и конкретно, а не се и сешто. И да промовирате се и сешто. Види, јас на пример на ова прашање, да речеме за овие работи, знам да добиам многу критика во коментари, затоа што мојот хумор е од секој дневието. И на пример, јас поготово како актер немам никакви предрасуди да се облечам у перика, у хелаки и да бидам жена, пошто тоа го правам за плата на у тета. Ама тоа ти тебе професија. Ама тоа ми е професија. И сега многу луѓе кои што се за мене да речеме така попростички ќе се изразам. Конзервативни. Па не се ни тоа. Ајде добро биди ти така, нека се они конзервативни. Конзервативни, ајде. Ја би рекол просто неуки за некои работи и да, затворени во главата. Ајде. Пак доаѓа на неговото дека конзервативни. Damn. Така да, знам, јас лично знам да и кај Антонио, пошто некои видеа ги правиме заедно, знаеме да не идеме на такви коментари од типот на што промовирате вие, ние промовираме хумор, забава и никога не му викаме да ти треба да се облекуваш вака или треба да изгледаш вака, што мојот контент ја не се појавувам сега денеска го зимам телефонот и кажам здраво дечки, денеска ќе ви кажам ја како Александар, да беше така ќе носев периката, мислам ја носам у кола. Ама немаше да ја носам денеска и немаше да се однесувам така како што вака. Значи просто тоа е некој хумор, така на кој што ние се смееме и најчесто луѓето кои што се бунат за тоа нешто, во нивната свест се случува токму тоа. Амин. Ајде! Добре, бе, подпрашање, дали кога ги планирате тие промотивни видеа, дали размислувате за тој момент, како ќе освати тоа публиката, дали некој негативно, дали ќе има негативни коментари, бла 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 и така натаму. Многу малку се тие коментари негативни. Јас им враќам затоа што ми е интересно. Антонио дека знае. Антонио знае дека да ме каже као брат не се замари или некои луѓе што ми се поблиски да речат као брат што ти на ден, не се замарам буквално. Значи тоа изгледа вака. Без замарање. Без замарање и просто сметам во тоа дека ако со некој човек кој што е по-конзервативен или со пониско IQ, дека ти ако пробуваш да бидеш нели као елоквентен во одговорот, да се изразиш како што треба, тоа е залудно. Мораш да се спуштиш на тоа, сепак сум јас од Населба Железара, општина Газибаба. Ама ништо против Железара. Ништо против Железара, многу се сакам на селото, меѓутоа не сме ние така. Што е центар нешто повеќе од Железара, кога? Па центар се по-окей, онака со кафенце, ние немаме кафично пример, ти текнаме. Центар, тоа се. Али затоа сме од Јосиф Брос, од Веќе кога сме кај центар, токму Јосиф Бросото е од средната центар. Да, најакото средно школа у градот. Затоа ја правиме елитна. И дека е у строг центар. Добро, има кафичи околу нези, порано имаше и Макдоналдс, тоа вие не го фамтите, ама ние на одмор сме идели Макдоналдс. Да ми затоа бевме најаки. Сегаш пошто вие другиве требаше да паѓаат автобусите, дека не знам дека брато Макдоналдс идеш. На одмор Биг Мек јадеш. Кај го имаше тоа? У Европа го Ние бурек јадеме со со јогурт. Ние како се викаше онаа дека има на бурек џилница многу ја. Јадеме и од седмица и од седмица, да. За кој го Макдоналдс вакво? Знаеш како, да ти одговорам на прашањето. Да, ви кажете прашањето? Да, кога сме кај прашањето. Не допира тоа до нас кога креираме нешто. Напротив, дури сакаме да ги испровоцираме со тоа. Да, ама и немало момент каде што, мислам, имаме и двајцата здрав разум. Да, барем јас така мислам. Сме немале некоја идеја што би отишло ептен во екстрема и да си кажеме, еј, чекај, ова можеби не. Нели? Немало момент да тоа што сте го Go with the flow, или што би се рекол вака се у помодерно време, али едноставно јас самиот нели направил нешто што не доликува да се пласира пред работата според некој видеа те текно и кај некој се као ужасно катастрофални. Меѓутоа работата не е дека ние промовираме нешто, ние просто
на секоја една секојдневна дешавка во градов што се случува, во државава, јас знам и многу пати политички некогаш да земам некој политичар па да го синхронизирам. Па многу луѓе ќе ми речат еј ти за овие сега. Не сум за никој човече, ние треба да имаме слободата како уметници да можеме да се изразиме за секој нешто. Стендап кога правиме, мислам јас со нив пробав 2 пати, и они кога прават стендап 3 пати. 3 пати, извини. А стендапот во Америка, во Англија, во Европа, буквално се подсмева со сите аномалии на општеството. Така, има А сите само јавни кај нас, личности. кога се подсмеваш со нештото или кога правиш зајабанци, ја мислам, се извинувам, кога правиш шала некаква на знаеш во видео, одма е тоа навредливо, одма е тоа ќе кажеш некој виц, одма некој од другите националности се наоѓаат навредени. Зошто? Да, кај нас за се наоѓаат мана. Уште во 2025-21 век вие за ова зборувате. И јас им пишам, недавно пишам, а вие уште во 21 век за вакво нешто си љутите. Да. Мислам, како да ти кажам, вашиот знаеш, Повеќе дежи да го ние направи. просто никогаш немаме идеја да промовираме, нешто немаме идеја да насмееме некој. Денеска заборав да ти кажам преску банка бев и две бабички. Леле, синко, те гледав на Фейсбук, пошто не на Фейсбук искажува да пишат. Те гледам на Фейсбук, абе, многу смешки правиш, да си... Нема тоа како татко ти, семката иста е семката бев као. Само, окей ми беше мене фино и убаво да го слушнам тоа, ама стварно се брзав за да доам наутре, ще да извам пари од банка и бев као, да, окей, ти благодарам. Али само да кажам, имаш генерации, деца, на наши пријатели, Да. видеата не ги повторуваат. Значи, од одушевени од 6 години до 66, 70, небитно и 80 години снимаме со нашите дедовци по дома, луѓето ги знаеш, онака не сам. Мене ми е многу убаво и тоа не дозволувам да влијае врз мене. Во никој случај. Не, тука ќе се закачам со ова, малце ќе скокнаме прашањава. Дали е подобро да се блендираш на некој начин во средината или да бидеш ист како другите, или пак да скокнуваш и да бидеш автентичен? Јас што Во би контекст кажал да на- се дел од стадото или да си црната. Да, во контекст на стил, фризура, начин на облекување. Тип на музика што слушаш. Да. Така, сега околината, дали ти сакаш или не, секако ќе ти влијае. Сега, може да се допаѓа или да не ти се допаѓа музиката што ќе ја слушнеш, ама и за тоа што ќе ти се допадне, треба да го слушнеш од некаде. Нели? Јас, ете, околу музика искрено најчесто дознавам за нови албуми, за нови изведувачи од мои другари кои што се доста тесно поврзани со музика и има доста влијание на мојот вкус, мада веќе имам некој вкус што ми е изграден и знам што сакам да слушам. Ама едноставно потребата за да се допаднеш некому, тоа знае да се случува најчесто во средно. Ако пример дознаш дека некоја девојка сака такви и такви типови, па ти можеби ќе се обидеш да се облекуваш на некој начин, тоа мислам дека може да се случи на таа возраст. А затоа и беше Тие- прашањето поставено. Да. Да, тие Мислам дека тинеџерски не- години, ама Не треба да пробуваш да. Си опаѓа коли на специфична таргет. точно само кажав дека има Тоа има такви ситуации. За да се допаднеш на девојка ќе пробаш нешто да направиш. Апсолутно. Сигурно, нели? Барем јас сум пробувал. Апсолутно, да, ќе идеш и кај што не треба. А дека нешто, да, ама дека нешто. Мене онака ме тегнуваат работите, тегна кога се бил средно, баш ова со девојка, што го кажа. Да. Ама дека јас пример ете, сум менувал стилови и на облекување и музика, нешто тоа, сум немал нешто така по Јас сум што ме потсеќа. Знам дека пример како помал ептен слушав метал, хеви метал, после некое време како што идеше времето, Па таа лажа, музика. Джордже Валаше, Христо Да, Самарчи. ама како и да, јас се уште си ја сакам и си ја слушам таа музика, ама отворен сум за разновидни А дали мислиш дека тоа типови на таа твоја карактеристика, да не те менува околината, те направи тој што си сега? Да бидеш и таков фактор како што си? Да ги правите и тие видеа што ги правите? Така, на ова би ти одговорил со еден стих од Плутос. Бере Плутос вика во една песна, јас сум сите луѓе што ги знам. И сега ова може многу да значи, нели, затоа што од сите луѓе што ги среќаваш, Смара. свесно или несвесно трибаш Одличен нешто. ученик. Ама Ја тоа петките. Затоа ќе цитира. и убаво е не да ископираш, не да украдеш, ама
кога има нешто што ми се допаѓа кај некој човек или ќе видам дека прави нешто што мене ми се допаѓа, нема ништо погрешно во тоа и јас да се обидам да го направам тоа и ги да продолжам да го правам. да. Убаво е да земеш убав пример од некој друг, па после некој друг може би ќе земе од тебе и така ќе направиме нели по свет. Само убави примери да взимаме и И да не се плашиш да отскокнуваш. Треба да си свој. Така, не. Ти да го одговориш, Треба да си свој. Не знам, мислам треба да си свој дефинитивно. Треба да истражуваш Зошто тогаш си син на мајка? со па зашто сум И на тоа на мајка. Зашто се ти миња? Ајде, заборај, извини. Не, треба дефинитивно да си свој, не треба да пробуваш по секоја цена да се вклопиш во некакво обкружување. Треба да го најдеш вистинското обкружување. Вистинските луѓе кои што сакаш да ги импресионираш, затоа што, например, да речеме, зашто да не е добро да сакаш да влезеш во, не знам, да речеме, ликовна секција и таму да сакаш да бидеш добар со тие луѓе, не. Постојат работи кои што во средна школа ние не ги гледаме, ако постарите ни ги зборуваат постојано, ние сакаме, кога сме млади и луди, сакаме да ги тоа сум го зборил во еден подкаст претходно, ама ќе го кажам пак, не сакаме уличарите, тие некои бандити, некои такви работи да ти бидат, мислам зборам поготово за кајмашките. Зашто е многу овој период е многу клучен ти да станеш добар или лош човек. Значи ако сакаш ти да бидеш со тие што се на улица, постојано тие што бегаат од часови и тие за среќа ние сме имале глупости кои што сме ги правеле, меѓутоа мислам искрено дека бевме добри дечки. Не бевме толку лоши, Али веќе не се одразило толку. Знаеш, некако со тек на време тоа што му го кажа на него сега, затоа пошто сум бил секогаш free mind за работите, сега сум таков каков што сум, претходно сум сакал да импресионирам некој, можеби сум бил у тоа да се вклопиш во некое општество, во некоја мала група која што живурка овдека во општество, знаеш, буквално како оној филмот Паразит, што е? И онака, не само преживувате, на крај се распаѓа тоа све и завршуваат судбините така како што завршуваат и за жал многу луѓе никогаш не се пронаоѓаат. Затоа што се плашат да се исклучат од стадото и да тргнат да одат кон нешто подобро. Да бидат свој. Момент за тоа. Има и втора верзија од тоа. Ајде, после ќе ја покажам. Тоа за крај. Тоа е за крај. За крај, окей. Постамуеш. И на ми кажеш. Да, тебе ти опитам. После во зборење малце кажи нешто. Тоа е како изгледа реалноста на еден актер во Македонија. Ој, ти можеш Вие мислам се различни. Чекај, зашто и тебе да не те прашам? Работен ти не си. Ама и не за да ја прашам и ти си и актерка? Можеш ти да го одговориш ова. Колега, фамилам. Ќе се смениме, ќе седиме ние после таму, вие После ќе го направиме реверс подкаст. После вие нас ќе напишувате. Да. Како е да се биде? Одговори прво. Сега. Каква е реалноста? Во Македонија. Зависи како ти ќе гледаш на работа. До сега во Австрија не сум бил. Ти беше? После кога ќе седнете тука ќе направиме тоа. Си знаеме, да. Види, реалноста, за жал, некогаш знае да биде многу сива, како боја, а ако треба да класифицира, ако ја сместам како некоја што знае да биде премногу како големо шарењело, како виножета. Зошто? Затоа што некоја знае да биде многу добра, зашто имаш период кај што работиш, си ангажиран, имаш добар проект. Не секогаш кога си ангажиран значи дека е добар проектот. Сега од овој аспект, кога гледам, кога бев малку помлад, се што прифаќав, сега не сум баш за да прифатам се што, затоа што сметам дека не се троши талентот, меѓутоа ти се трошиш, давајќи се себе си, да вложиш многу повеќе напор во некоја представа која што нема да биде. Да бидеш дел од некој проект кој што ти ќе дадеш максимум, а проектот нема да успее, ќе остане тука, некаде замачкан меѓу редовите на гледалиштето, знаеш. И неколку луѓе ќе го препознаат тоа што ти си го направил, а другите, големата масата на луѓе ќе речат дека тоа е катастрофално нешто и тебе многу ќе ти влие, пошто ние како актери, не зборам само за мене, општо за сите, мислам дека многу емотивни луѓе, многу сензитивни во поглед на тоа како ги примаме информациите. И затоа мислам дека некогаш знае да биде премногу добар,
да биде премногу добра реалноста на еден актер, а од друга страна знае да биде многу депресивна и поготово за луѓе кои што не работат толку често во театар или за луѓе кои што работат во театар па не им се даваат, нели сметаат дека не им се дадени вистински Така и нас прилики. во Македонија баш така. Таа Тоа не е само професија за- не е толку сериозно сватен, не знам зашто. Знаеш кај нас како си? Кај нас си, види, ќе ти кажам една работа. Реалноста која е? 11 години работам во театар. Имам позади себе 30 и нешто професионални представи. Имам 3 награди за добиено за млад актер. Што реално сметав, ете, сум дел од тоа, пошто сметав дека можам повеќе ако ми се пружија повеќе шанси. Ама пошто нели јас сум синот на Тони и јас сум секогаш со брски такви работи. Тоа сме го зборали, отворено го зборам ова, порано не се зборува за овака. Не ми се дале прилики, знаеш, многу, а има многу луѓе што не им се дале прилики. Тажната работа што? Треба да направиш Инстаграм, пошто немав до пред 2 години Инстаграм, да снимаш некои онака скечеви го поштени и стануваш многу попознат човече. Не ги викав То- на поштени бе. Добро, ајде, овој се вика, еднаш кога ми рекоа снимате го поштени, беше као, виж после се претвори овој Роки. Добро, значи под прашање се едно во Инстаграм што збориш. Дали мислиш дека те третираат посериозно ако имаш повеќе следбеници на Инстаграм? Човек на 100 сега сме овдека како ученици, како луѓе кои што учеле во оваа школа, така има поента. Викнат си во емисија затоа што си направил видео со милионски прегледи, а никој не те викнал зашто си изиграл главна улога кој што си го испотил. Мислам, извинете, вака. Благодариме што Фала и на дојдовте, вас. што бевте наши први гости. Фала ви многу. Се надевам нема повеќе? последни да бидеме. Не. Еве, Звони, мора да дојде. Благодариме баш што бевте. Супер! Не се здраве. Супер бе, топ.